Друг вообичаен мит е дека мултипла склероза може да ги попречи напорите за забременување и да предизвика проблеми за време на бременоста. Ова не е вистина. The Multiple Sclerosis Trust објаснува. Бременоста не е високоризична само затоа што мајката има МС. Ако имате МС, немате поголем ризик за спонтан абортус или аномалии кај вашето бебе, отколку кај жена која нема МС. Лицата со релапсно-ремитентна МС имаат помала веројатност да доживеат релапс за време на бременоста, отколку што би имале обично, па дури можат да почувствуваат одредено олеснување од симптомите на МС за време на бременоста. Сепак, не е невообичаено жената да има релапс во месеците по породувањето, па затоа се препорачува однапред да се обезбедат извори на помош и поддршка. Жените со МС немаат зголемен ризик од преждевремено породување, мртвородено дете, вродени дефекти, царски рез или спонтан абортус. Во 2019 година Association of British Neurologists објави консензус за упатства за бременост кај лица со МС, од советување пред бременост до поспородилни совети. Тие признаваат дека МС не влијае на плодноста или ризикот од спонтан абортус и дека бременоста не го зголемува ризикот од влошување на инвалидитетот. Авторите исто така препорачуваат лицата со МС да не го одложуваат третманот со лекови кои ја унифицираат болеста затоа што сакаат да имаат деца во иднина.